Замена на старите возачки дозволи до крајот на годината. Зголемен број на ученици со попреченост. Кралот Чарлс го покани својот брат во палатата. Пабовите клучни за одлуката за купување имот. TikTok ќе им забрани на малолетниците филтри. Физичката активност го подобрува мозокот. Златко Ѓорѓиев по ампутацијата на нозете сега трча маратон. Министерството за внатрешни работи ги повикува граѓаните да ги заменат возачките дозволи со старото уставно име до крајот на декември 2024 година. Апелот има за цел да се избегнат гужви во последниот момент, а со новата машина за печатење, процесот ќе биде брз и ефикасен. Министерот Панче Тошковски информираше дека околу 200.000 граѓани треба да ги заменат дозволите, а замената на документите нема да биде на трошок на граѓаните, доколку не им истечен рокот на важност. Во последните 4 години бројот на ученици со попреченост кои посетуваат редовни училишта се зголемил двојно, достигнувајќи просек од 9 ученици по училиште во учебната 2023-2024 година. УНИЦЕФ истакнува дека иако има напредок, децата со попреченост продолжуваат да се соочуваат со пречки во пристапот до квалитетно образование. За да се постигне целосна инклузија, потребни се дополнителни напори, вклучувајќи формирање на центри за поддршка и ревизија на закони за образование. УНИЦЕФ апелира за зголемена посветеност и меѓусекторска соработка за подобрување на образовните и социјалните услуги за децата со попреченост. Кралот Чарлс, наводно, го поканил својот брат, принцот Ендрју, да присуствува на божикниот семеен собир во Сандрингам. Според извори, оваа покана се смета за знак на помирување, бидејќи кралот е решен да одржи семејно единство, особено за време на празничната сезона. По неколку контроверзии и затегнати односи помеѓу двајцата, оваа покана е изненадување, особено по неодамнешните промени во финансиите на принцот Ендрју и неговите поврзаности со скандали. Кралот Чарлс сака да минува повеќе време со семејството, бидејќи неодамна му беше дијагностициран рак. Според истражувањето спроведено во Велика Британија, потенцијалните купувачи на недвижности ја земаат во предвид близината на локалниот паб при одлуката за купување дом. Истражувањето покажува дека ако пабот е оддалечен повеќе од 13 минути пешачење, многу британци ќе ја избегнат таа локација. Пабовите имаат големо значење за британската култура и социјализацијата, а нивната блискост често игра важна улога при изборот на место за живеење. Со оваа студија се потврдува важноста на јавните простори за локалната заедница и нивниот ефект на одлуките за купување, кои во многу случаи вклучуваат и поголеми културни и социјални фактори. Пабовите се сметаат за места за релаксација и дружење, што може да влијае на секојдневниот живот и изборот на дом. TikTok ќе им забрани на малолетниците да користат филтри што ги менуваат физичките карактеристики, како што е изгладнување на кожата или зголемување на очите, за да се спречи негативниот ефект врз нивната психолошка благосостојба. Меѓутоа, филтрите што додаваат забавни елементи, како уши на зајци или носеви на кучиња, ќе останат дозволени. Покрај тоа, TikTok тестира нов систем што ќе ги ограничува корисниците помлади од 13 години да имаат пристап до платформата, а корисниците кои ќе бидат блокирани погрешно ќе можат да поднесат жалба. Вистина е дека резултатите од истражување објавено во ноември оваа година покажуваат дека физичката активност, дури и во секојдневните активности како што се пешачење или извршување на домашни работи, ја подобрува брзината на когнитивната обработка на информациите. Вистина е дека вежбањето е корисно за мозокот и ја подобрува неговата функција. Иако не била забележана поврзаност со попрецизните перформанси на краткорочната меморија, учесниците кои биле физички активни имале когнитивни способности слични на 4 години помлади луѓе. Вистина е дека експертите нагласуваат дека вежбањето ја зголемува невропластичноста, способноста на мозокот да се менува и прилагодува. Според невролозите, физичката активност го стимулира производството на протеини важни за учење и меморија, како што е невротрофичниот фактор добиен од мозокот. Вистина е дека овој протеин е клучен за когнитивните процеси, а неговото ниво се зголемува со физичка активност. Вистина е дека физичката активност придонесува и за создавање на нови мозочни клетки и го подобрува здравието на срцето, што е директно поврзано со мозокот. Вистина е дека високите нивоа на крвен притисок и холестерол го зголемуваат ризикот од срцеви и мозочни удари и деменција, а вежбањето може да ги намали двата ризика. Вистина е дека овие ефекти ја нагласуваат важноста од одржување на активен животен стил.
Вистина е дека експертите исто така препорачуваат, покрај редовното вежбање, да го вклучиме и движењето во секојдневните активности, како што се пешачење или качување по скали. Вистина е дека сите овие навики, заедно со здравиот сон и менталните предизвици како што се решавање на загадки, имаат позитивен ефект врз когнитивното здравје. Вистина е дека во истражувањето се истакнува дека, покрај физичката активност, менталната стимулација преку активности како читање, учење нови вештини и решавање на мозочни загадки, може дополнително да ги поттикне когнитивните процеси. Вистина е дека вежбањето и менталните предизвици ја активираат истата област на мозокот, што создава синергија помеѓу физичката и менталната активност. Затоа, вистина е дека е важно да се вклучат различни аспекти на здравието во дневната рутина, што ќе помогне не само за одржување на физичката форма, туку и за заштита на когнитивните функции како што старееме. Вистина е дека истражувањата сугерираат дека дури и кратки, но редовни периоди на физичка активност имаат позитивен ефект на мозокот. Вистина е дека едноставни активности, како што се пешачењето во природата или одењето на кратки прошетки, може да бидат доволни за да се постигне значителен ефект врз когнитивното здравје. Вистина е дека здравиот начин на живот, кој вклучува не само вежбање, туку и правилна исхрана, социјални интеракции и редовен сон, создава целосен пристап кон подобрување на когнитивната функција и одржување на менталното здравје. Златко Ѓорѓиев, на кого му беа ампутирани нозете пред 2 години, успеа да трча маратон, покажувајќи неверојатна упорност и сила. Неговата приказна е инспирација за сите кои се соочуваат со тешки животни предизвици. Неговото достигнување е доказ дека ограничувањата не се препреки, а со правилен дух и поддршка може да се постигнат извонредни резултати. Златко ја реализираше својата цел благодарение на напорната работа и мотивацијата, кои го направија пример за други. Замена на старите возачки дозволи до крајот на годината. Зголемен број на ученици со попреченост. Кралот Чарлс го покани својот брат во палатата. Пабовите клучни за одлуката за купување имот. TikTok ќе им забрани на малолетниците филтри. Физичката активност го подобрува мозокот. Златко Ѓорѓиев по ампутацијата на нозете сега трча маратон.